Многу важно да му обезбедиме на секој земјоделец што е професионален, зборувам, со тоа се бави пензија. Не она земјоделска пензија мизерна 15-13 денари. Минимална пензија е минимум. Ако заработува поќе, тогаш ќе си има и ќе си одделува пари доприноси и автоматски ќе си зема и поголема пензија. Значи, она што се бориме сега, во моментот, зборувам за сега, не по една година, не по 6 месеци, не по 15 години. 30.000 минимална пензија. Не можеш ти да оставиш земјоделец на 12, 13, 14.000, глупости не видим. 15. Друга работа, за жените, земјоделци. Треба да им се обезбеди, значи, породилно. Ние се бориме минимум година и пол породилно. Со тоа стимулираш наталитет, а не ти 3 месеци му даваш породилно платен. Значи, има доста работи кои што треба ние да ги направиме, ова наше земјоделие да оди напред, затоа што ние имаме фантастична клима, имаме доволно површини, да не ни бегаат луѓето да ги задржиме. И како што кажав, ако сега ние се избориме да се донесе закон минимална плата 1000 евра, се може да замислиш тие што се поквалификовани ќе имаат и 2000 евра и види трече, двајца, еве, пример двајца што се, да речеме, во една фирма кај што... Двајца колеги? Колеги, еве не, зборувам двајца маж и жена, најниско платени се луѓето што чистат, хигиеничари, како ги викаме ние. 2000 евра. Замисли со средно образование да се, да речеме, механичари, возачи на комбајни, ќе видат 1500, 1700, 2000 платени. Зборуваме за инженери и агрономи, кои што допринесуваат, имаат знаење, завршиле факултети, зборувам за тие што знаат, не со купени дипломи, имаат по 3000 и повеќе. Значи, ние зборуваме за врвна економија, врвно здравство, врвно образование. Глупости е тука да зборуваме, ајде малце подобро да го направим. Јас мислам, имаме и други работи што треба на земјоделците, да им се помогне, се разбира државата, имаме стручњаци кои што треба точно земјоделците да употребуваат за садење, пример, дали е пченица, дали е што и да е. Дали се тоа е јаболка, не можеш повеќе да произведуваш љубеници 20 кила, 30 кила. Никој нема да ти купува, треба да бидат по стандарди. Значи јаболка се знае кои се светски јаболка, кои се купуваат, кои се на квалитетни. Што има ти да садиш некој никакви јаболка што кој ќе окасниш не е ни јаболко поќе. Збором и тоа може државата да му помогне на луѓето.